Поштовани гледачи, вие сте со изборната програма на ТВ Канал Вис или програма посветен на политичкото представување на кандидатите кои што во овој втор круг ќе се обидат да стигнат до градоначалничката функција. На југоистокот од 10 општини, во 5 општини ќе има втор изборен круг, а тоа се Радовиш, Конче, Ново село, Василево и Гевгелија. ТВ Канал Вис со ждребување го направи распоредот на поканите на кандидатите за градоначалници кои што добија можност уште еднаш, но овој пат со лично ТВ соочување да ги представат своите програми, концепти и видувања за развој на нивните општини во нивниот 4-годишен период. Ждребката беше таква, први поканата да учествуваат во ТВ дуелот го има кандидатите за градоначалници на општина Радовиш. Таму во втор круг влегува кандидатот на СДСМ Коле Чаракчиев и кандидатот на ВМРО ДПМН Ацо Ристов. Морам да напоменам дека од изборниот штаб на кандидатот на ВМРО ДПМН во телефонски разговор не информира дека за жал поради веќе однапред испланирана агенда, кандидатот не е во можност да присуствува на овој ТВ дуел. Тука со нас е вечерва кандидатот на СДСМ за градоначалник на општина Радовиш, Коле Чаракчиев. Господин Чаракчиев, добре дојдовте уште еднаш во ТВ Канал Вис. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. За жал, морам да истакнам дека жал ми е што колегата Ацо Ристов од представникот ВМРО ДПМН и коалицијата не е пристен вечерва со нас да поразговараме, да ги судриме двата концепти и размислувања, идеи со цел граѓаните што подобро да бидат информирани и да пруžиме шанса, можност да одберат што е најдобро за општина Радовиш. Очекував искрено да заедно настапиме на ова ваша телевизија и граѓаните преку вас да бидат добро информирани за сите случувања и сето она што треба да го очекуваат во идниот период на мандат на новиот градоначалник на општина Радовиш. Првиот изборен круг е зад нас. Може ли вака една првична оценка сега од дистанца, изненадени ли бевте, ги очекувавте ли овие резултати со оглед на тоа што малку ситуацијата во Радовиш беше политички видоизменета, имавте повеќе кандидати, но имавте актуелен градоначалник кој што од вашите редови премина во друга политичка боја, па тука ли се замешаа малку очекувањата? Значи, да бидам искрен, не очекувавме такви резултати, очекувавме многу подобри резултати, бидејќи сепак граѓаните ја препознаа нашата политика за 4-годишниот мандат. Еве и јас како председател на Совет на општина Радовиш во 3 години и заедно со градоначалникот успеавме огромен број на проекти да реализираме, како капитални, така и инфраструктурни, кои што беа заедно со централната власт, мора да спомнам, дека тие беа реализирани на огромно задоволство на граѓаните на општина Радовиш. Во општина Радовиш направивме премногу и заедно во сите изборни циклуси, односно мандатите на градоначалници на ВМРО ДПМН за 17 години, ние за 4 години направивме повеќе. Сега да се вратам на концептот, односно прашањето што го поставивте. Сметам дека тие работи што се случија, несакани работи, пред се за СДСМ и коалицијата, најдоброто за мојата општина, не беа добри, се поради недобро разбирање или недобро изменаџирање на сите тие предизборни случувања. Се надевам, искрено се надевам, дека разумот ќе надвладее и нема да дозволиме режимот да се врати во општина Радовиш. И еве користам прилика една порака да истакнам дека сите тие наши сограѓани, активисти, подржувачи и наши членови да бидат едноставно добредојдени во нашите кругови и заедно да направиме еден добар резултат
и да победиме на вториот изборен циклус. Така. Од прилика концептите, областите во кои што ќе бидат прашувани сите кандидати за градоначалници кои што ќе прифатат да бидат дел од емисијата, се првата област не од областа на инфраструктура. Што вие во делот на инфраструктурата планирате да направите за да го направите Радовиш и населените места кои што гравитираат кон општина Радовиш да бидат подобро место за живење? Кои се главните точки кои што мислите дека можеби се темелите на вашиот предизборен концепт? Така, најпрво за да збориме за некои планови и програми, сепак треба да се спуштиме на реални рамки пред се, а не пиарски да настапуваме пред граѓаните и со лажни ветувања и едноставно да ветуваме и тоа што не можеме да го реализираме. Секогаш треба да го имаме пред нас да имаме сликата на ребалансот на буџетот, односно буџетот на општина Радовиш заедно со ребалансите кои што можат во два наврата да се одиграат во една тековна година, календарска година. Сметам дека клучно е да се знае со кои средства располага една општина. Ако општина Радовиш има некаде буџет од планирани приходи по разни основи, сега да не ги замарам граѓаните, односно вашите гледачи, дека имаме ние за 2021 година 8 милиона, над 8 милиона и 600 илјади евра, или расходниот дел е некаде на 11 милиона и 295 илјади евра. Значи, тие се реалните рамки во кои што треба да се движат и проектите, и платите, и сите, значи, трошоци, вкупни трошоци во нашата општина. И во тој контекст, ако кажеме дека буџетскиот дефицит е некаде над 2 милиона и 600 илјади евра, тоа зборува за финансиски, значи, некои проблеми кои што ги има општина Радовиш во однос на реализацијата. Сега, ако во тој контекст ги земеме бруто платите на вработените во општината, во разни институции, дали е во општина, дали е во ТПП, односно противпожарната бригада, мислам дека со 40% учество на платите, значи уште веќе може да видите колку е можноста на инвестиции, а да не зборувам за капиталните проекти кои што се помалку од 100 милиона денари кои што може да ги инвестира општина Радовиш во моментот зборувам, значи од 2021 година. Така да, ако тие факти ги имаме, тогаш можеме да зборуваме за некои реални рамки, реални проекти. Ако кажам дека во мојата, односно нашата програма на најдоброто за мојата општина, ако кажам дека само капиталниот проект во урбана заедница 3, односно Куклевица заедно со делот од левата страна на градот, према населба Раклиш, ако сакаме да ги решиме само за фаќањата на атмосферската канализација, да ја раздвоиме и да ја внесеме во речните корита на Марлада или Радовишка река, тоа изнесува над 108 милиона денари. Каде се тие капитални проекти, кога 100 милиона денари ние имаме предвидени капитални проекти. Така да, тие факти, секогаш граѓаните треба да ги имат во предвид и да препознаат што е вистина, што е лажно ветување. Така да, лажните информации и пиарските настапи на ДПМН, мислам дека треба да биде секогаш да го имат во предвид. Јас искрено да ви кажам, во самата програма ние предвидовме многу проекти, меѓутоа што е најбитно за една урбана општина која што тежне е да ги почитува законите и прописите кои што владаат во Република Македонија. Пред се мора урбанизацијата да биде на примарно место, заедно со планската урбано проектирање, бидејќи многу голем број од урбаните населби наши, посебно руралните населби, села, немаат урбанистички планови, детални урбанистички планови за населени места или вон населени места. Покрај тоа, уште поголем проблем е за градот Радовиш, што 3 пати е зголемен офатот на градот заедно со дивоградбите, но значи со веќе легализирани или во процесна фаза на легализација што се индивидуални стамбени објекти еве. Така да можеме да зборуваме цел ден за тие проблеми,
Меѓутоа, реално, тие пари општина Радовиш ги нема. Да изградиме, како што кажа мој колега Ацо Ристов на дебатна емисија на ТВ Кобра, дека ние се ќе направиме, се можеме, се знаеме. Апсолутно не е така, бидејќи секоја уличка, да, може да се направи со бекотон ако не е урбанизирано, ако мислиме на тоа. Меѓутоа, или вика ќе инвестираме, ќе инвестираат и граѓаните. Да, и тоа може. Меѓутоа, се во рамките на планската програма, се во однос на плановите кои што ќе ги донесе Советот на општина Радовиш, а не може кој кака хаотично да располага и да гради. Тоа е кривично дело, тоа е противзаконски, така да мислам дека сепак граѓаните треба да заслужат правилни информации, точни информации, да не очекувањата секогаш се големи, апсолутно граѓаните имаат потреба. Дали се комунални инфраструктурни проекти од атмосферска, фекална, водоводи, пречистителни станици, патишта или некои други објекти, да не зборувам сега за телекомуникацијска или ТВ или енергетска мрежа, тоа не е во рамките на општината, меѓутоа влегува во плановите секако. Апсолутно треба да се има тоа во предвид. И сето едно што сакаме да го направиме ние сите заедно, секогаш граѓани треба да се прашуваат што е нивниот приоритет. Што е нивниот приоритет? Клучна работа е добар живот. Урбан добар живот. Зелени површини. Имате ли предвидено? Сето тоа е планирано најпрво во нашата програма, во мојата програма, и сето тоа е планирано и во генералната програма на владата на СДСМ, кој што посебен осврт дава на тој дел. Зошто? Бидејќи со измените на законите за зелени површини се дуплирани во самите законски рамки, тоа е предвидено дека се дуплираат тие зелени површини во самите генерални планови, во самите проекти кои што урбани проекти кои што ги прави една општина. И мора да, кога урбанистот го прави еден плански опфат кога го урбанизира, тоа секогаш го има во предвид. Од друга страна, самото морам да се вратам уште еднаш за урбанистичкото планско живење на Радовиш е голем проблем со самиот број на зголемување на возила и секако едноставно мали простори за паркирање, и тоа е предвидено како еден посебен дел од проектот на генералниот урбанистички план, соедно со да се планира и времено паркирање, зонско паркирање, кое што ќе ги олесни паркирањата и едноставно граѓаните да имаат малку подобра култура, да имаат сообраќајна култура во однос на паркирањето или уредувањето на тој простор покрај зголемување на бројот на паркинг места. Така да тоа е еден сеопфатен проект, покрај другите проекти мораме тоа да го планираме. Исто така, бидејќи се наоѓаме, гледаме влијанијата на еколошките катастрофи што се случуваат, ние мораме да планираме, да предвидиме и зелени површини околу градовите и населените места. Садење на дрва и садници, така да и тоа е со одредени компании, општествено одговорни компании, тоа е предвидено, планирано и веќе, да не кажам, во фаза на некоја си предреализација. Исто така, морам да напомнам дека в 21 век сме, да немаме вода за пиење, квалитетна вода, здрава вода за пиење на нашите деца. И тоа е еден од приоритетот како капитален проект за општина Радовиш. Предвидуваме едноставно да се изготви техничка документација за општина Радовиш за изграда на река Плаваја, која што е еден дел од водоносните реки, која што е најводоносна река, која што се влива во Радовишка река, од Струмешница, пота и Струмица. Така да таа проектна планска документација, техничка документација за таа брана ќе дава можност за во идните генерации, во блиска иднина, заинтересирани инвеститори, дали ќе биде и по пат на јавно-приватно партнерство или државата ќе инвестира
апсолутно тоа не е проблем, бидејќи има можност таму и од 2 мегавати хидроелектрана да се прави. Тоа е фатено во просториот план на Република Македонија, значи таа брана е предвидена и таа техничка документација ќе даде еден инпут, еден влез, една шанса повеќе на идните инвеститори тоа да бидат заинтересирани. Јас имав контакти со неколку заинтересирани компании од Австрија, некаде цирка на инвестицијата е околу 44 милиона заедно со хидроелектраната, меѓутоа што е предноста на таа брана? Покрај обезбедување од поплави на Струмичко-Радовишката котлина, значи бидејќи во случај на поројни дождови и поплави, понатаму и ерозивните влијанија, понатаму ќе се обезбеди здрава вода за пиење за без енергија, да се обезбеди за населените места од Подареш, Ораовица, понатаму Раклиш, дел од Радовиш, градот Радовиш, до Злеово и Калугерица и Ињево. Така да, сигурно 40% помалку енергија ќе потрошиме за тие водоводи. Покрај тоа, агрикултурата, односно рибниот фонд, одгледување на риби, значи и тоа ќе биде една предимство. Потоа наводнување на земјоделски површини и обезбедување, што е битно, некаде 40 милиона кубика вода ќе имаме резерва вода за 40 до 50 милиона минимум, значи вода за здрава вода за користење во било кој сегмент. Значи, тоа се мал дел од проектите. Да не зборувам сега за, ќе ги спомнам и тие капитални проекти кои што ги планираме меѓу другото, бидејќи зборуваме за инфраструктура, меѓутоа ќе ги спојам и капитални проекти. Дали затворен градски пазар е приоритетна потреба на граѓаните, бидејќи се уште пазарџиите и купувачите, значи во секакви услови, временски услови и непогоди, едноставно не се во состојба да пазаруваат и се оставени на милост и немилост на времето и земјоделските производи кои што ги продаваат. Така да и тоа треба да биде врвен приоритет. Во областа на културата и младите... Ќе се вратиме на културата. Спомнавте дека колкав е буџетот на општина Радовиш во делот на капиталните инвестиции. Ги спомнавте инвеститорите, ќе се потпрете ли за тоа што имате големи проблеми, како што кажавме дека општината има секој, како и сите општини во Македонија, особено руралните средини, се уште со елементарни можеби прашања поставени на дневен ред од делот на канализација, на фекална канализација, на водовод, достап до вода. Ке ги користите ли и планирате ли, освен од меѓународни фондови, како би се реализирале тие? Дали ќе се потпрете и на централната власт, на фондовите кои што можеби централната власт ги наменува преку министерствата да аплицирате преку Светска банка? Како ќе дојде до реализација на тоа што го планирате? Благодарам на прашањето, многу на место ви прашањето, бидејќи општина Радовиш успеа да искористи дел од фондовите и дали погранична соработка, дали поволни кредити, дали јавно-приватно партнерство, ЕСКО модел, направивме еден огромен проект, 1.650.000 евра, со замена на класичното осветлување во општина Радовиш, некаде 3500 светлосни тела, беа заменети со лед осветлување, со јавно-приватно партнерство, ЕСКО модел, односно општина Радовиш или Советот на општина Радовиш не одвои ниту денар за таа инвестиција, 11 години ќе имаме, значи, една бенефиција да не трошиме собствени средства, а ќе има подобро, квалитетно и амбиентално осветлување во градот и цела општина Радовиш, така да тој проект нема да застане тука, сигурно ќе го прошируваме и ги надградуваме, бидејќи потребите се јасни. И граѓаните го поздравуваат тој проект. Во делот на, исто така како што спомнате, комуналната инфраструктура во 21 век, ние се уште да зборуваме за немање фекална канализација во руралните средини. За жал морам да кажам, претходните локални власти тоа не успеале или немале сенс, слух за едноставно тоа да го решаваат. Тоа е предвидено во програмата, заедно со коалиционите партнери, ние настапувавме, значи ги пратевме, ги слушнавме граѓаните, што бараат, што се нивните приоритети, дали во Аликочко желија да се реши проблемот со водоводите,
да ги вклучиме во поднадлежност на локалното комунално предпријатие, дали во Бучим, село Дамјан, населба Дамјан, исто така и Тополница да им ги решиме, немањето на вода, со нови бушотини што ги направивме во меѓувреме се реализираат. Дали новиот резервоар за вода за пиење во населба Куклевица преку КФ банка што го решававме, значи на 1.200.000 евра, значи понатаму дали енергетска ефикасност на школото во Орце Николов во Инјово со меѓугранична соработка со Република Грција, дали решавање на речното корито на река Сучица со меѓугранична соработка со Република Бугарија. Значи направивме крупни проекти, меѓутоа пак ќе се вратам. Жално е што руралните средини не се обезбедени со фекална канализација, не се обезбедени со здрава вода за пиење се уште. Тоа ќе ни биде врвен приоритет, заедно со централната власт, тоа ќе ни биде водилка за да пред граѓаните излеземе со дигнато чело дека нешто сме направиле за нив, бидејќи јас кога одев низ населените места прво што кажам, дали вие како родители, како дедовци, значи како родители не се срамите едноставно, вие ако сте живееле во 18-19 век да газите кал, а тоа е еден од приоритетите и по програмата на владата и на програмата за локални избори, година без кал. Значи, ќе се локалните патишта и улички сите ќе бидат направени. Значи, дали со кредитна линија, дали со секако со огромна помош од централната власт, тоа мораме да го направиме, ама во исто време мораме да ги урбанизираме сите тие населени места. Тоа е основа за планско градење, планска изградба, меѓутоа и да нема диви градби, да немаме бесправно изградени објекти, да ги легализираме, па да го нарушуваме законот за градење, бидејќи сите знаеме дека тоа е кривично дело. Од една страна е кривично дело со законот за градење, од друга страна зборуваме дека легализација на дивоградби. Значи, тоа е во една колизија од тие двата закони и за жал како лек специјалист законот за градење го нарушуваме со другите закони во донесени закони во парламентот. Така, кога спомнавме во парламентот, вие сте човек кој што е пратеник, кој што седи во собранието на Македонија. Успеавте ли вака сега од тој мандат, на пратенички мандат, да ги олесните условите за живот во општините на ниво на Македонија? Ви остана ли нешто така кое што сметате дека треба да се дозаврши, да се релаксираат условите под кои што би функционирале општините и цените ли дека тоа искуство таму, таа машинерија таму, затоа што не е исто, предпоставувам, еден совет на општина и едно собрание каде што многу повеќе политички актери, барања, побарувања се во игра. Стекнавте ли искуство кое што мислите тука дека треба да се пренеси? Добро прашање. Значи, слободно можам да кажам, тоа е огромно искуство за мене. И мислам дека дадов добар придонес во парламентот до сега, бидејќи учествувам во повеќе комисии, дали комисија за финансирање и буџет, дали комисија за економија, дали законодавна правна комисија или закон за земјоделие, шумарство и водостопанство во комисијата. Мислам дека иако таму не сум член, меѓутоа давам мој придонес апсолутно, бидејќи земјоделците се огромна популација, значи кои што секогаш се маргинализирани во делот на подобрување на условите за екзистенција, меѓутоа и за подобар начин на нивниот производ да биде ценет, валоризиран и едноставно платен. Бидејќи таа борба секогаш меѓу побарувачката и производството е секогаш во, да кажем, постојано во една диспаритет и едноставно граѓаните, земјоделците секогаш се чувствуваат, едноставно имаат чувство на подредена улога. Помогнавте ли за подобрување? Така. Јас лично можам да кажам дека во моментот не успеавме да донесеме клучни закони кои што живо значат за граѓаните на државата во Република Македонија. Тие пакети мерки што ги донесовме заради, за жал, ковид,
кризата што се појави, пандемијата што се појави во светски рамки, па и Македонија не ја заобиколи, ние како сиромашна држава и со скромен ресурс, односно буџет, се обидувавме и заедно со владата да донесеме колку што е можно повеќе, значи, мерки за да прво ги заштитиме здравјето и на граѓаните, потоа да заштитиме социјалната сигурност на граѓаните, меѓутоа и заштитиме работни места и компаниите да ги заштитиме. Така. Значи, колку успеавме, ќе каже времето, меѓутоа сметам дека имавме добро менаџирање, меѓутоа се уште дел од тие закони не се имплементираат. Така да во тој контекст, закон за имплементација на локални патишта, понатаму законот за енергетска ефикасност на јавни објекти, кои што даваат инпут во заштита на енергија, меѓутоа и тоа се финансии, тоа се пари. Знаеме сите ние добро, една енергетска, вчера бев во Орце Никола во Ињево и го прашувам директорот колку имате заштита на финансиски средства. Не зборувам за енергија. Иако 1280 квадрата греат, меѓутоа заштитата е огромна. Така да кога аплицираат, значи по тој основ некои јавни претпријатија, заштитата минимум мора да биде 20% на енергија, меѓутоа енергетската заштита е и до 70%. Така да тоа се финансиски средства што се штедат од буџетот на Република Македонија, меѓутоа и од општината. Секако. Така да сметам дека имаме огромен потенцијал, можност, капацитет да едноставно во државата воведеме едни добри практики, практики во смисол да користиме фондови. Ме прашавте дали се користат фондови, така да ви одговорив, мислам, позитивно, дека ги користиме. Меѓутоа, од друга страна, мора да кажам дека и тоа не е доволно. Лерот, како комплициран систем на едноставно раководење и имплементација на тие проекти, заедно со југоисточниот плански регион, кој што сте и вие член, понатаму преку лаговите, значи лаговите ќе бидат носители на такви проекти меѓугранични или од фондови, европски фондови или други фондови. Лаговите се клучните, значи институции, ќе бидат клучни институции во иднина, за да можат едноставно да примамуваат такви проекти, развојни проекти. А развој ни треба значи добри практики, да ние не треба ништо да измислиме, само треба од нашите соседни држави кои што веќе се на повисок ранг во однос на лаговите и во планските региони, тоа да го имплементираме, бидејќи средства има, меѓутоа треба да стасаме до нив со добри проекти. Што во делот на економијата, како да се поттикнат инвестиции во Радовиш? Гледаме последните години наназад дека всушност централната власт е таа која што ги носи инвестициите. Можат ли општините сами да дојдат до инвестиции или што за малиот бизнес, за малите и средни претпријатија би планирате да направите како некоја погодност или услови, подобрување на услови за нивна работа? Благодарам на прашањето на место вие, бидејќи економијата е клучниот фактор во во едно семејство, во едно мало, во една општина, па местна заедница, општина и секако во регионите и државата. Добро е што се формира планските региони за да се групираат, окрупнуваат и планирањата да бидат, значи, за што е повеќе можно да кажам таа децентрализација што се води, ќе се вратам малку и на тоа после, да може едноставно општините своите ресурси, капацитети заедно со централната власт да ги изменечираат подобро и таа рамномерен регионален развој, што е можно повеќе да го приближиме град, село и општина со општина. Бидејќи тоа е приоритет, не смееме да бидеме, да го тоа избегнеме. Значи да се надорозам на тоа, бидејќи се донесе нов измени и дополни на законот за рамномерен регионален развој, кој ќе придонесе плюс, значи за тоа побрзо изедначување на општините, иако е тоа перманентен процес. И секогаш големите општини
Значи центрите ќе сакаат побрз развој, а да кажам руралните општини помалку. Во делот на можноста, шансата за развој на економијата во општина Радовиш, јас сум апсолутно оптимист, бидејќи имав безброј контакти со бизнисмени кои што сакаат да инвестираат во општината, како привилегија пред се, со новиот експресен пат направен, врзан со автопатот Миладиновци Штип, од Три Чешми до Радовиш новиот експресен пат и према Струмица дел реконструиран пат, меѓутоа и продолжува понатаму се до граница со кон Република Бугарија и Грција, нормално кракот, меѓутоа исто и кракот према Кочани и се до Република Србија. Тоа е една привилегија плюс да потенцијалните инвеститори не бараат. Значи, во тој контекст сакам да кажам дека во програмата е предвидено да ги искористиме постоечките покрај експресниот пат, морам да го апострофирам изградбата на патниот правец со помош на владата или преку агенциите кои што се под надлежност на централната власт, патот према Плачковица, патот према Подареш од Клучка Радовиш, значи потоа Прналија Супруге се направи сега скоро. Значи се направија крупни проекти што ние немавме ни поим дека тоа може да се направи. 50-60 милиона евра да се инвестират на пат Радовиш Штип, експресен пат, тоа беше незамисливо поим, а камоли 2 милиона евра што се инвестира само во постоечкиот пат Штип Радовиш што се реконструира. Значи сега имаме два патишта, еден како регионален пат и еден експресен пат, што е бенефит за идните потенцијални инвеститори, бидејќи кога разговарам со нив, они стално ме викаат: вие имате добра патна инфраструктура сега во овој дел на Македонија и тука можеме да инвестираме. Во тој контекст сакам да кажам, во самата програма предвидено е да се искористи ресурсите, односно постоечката патна инфраструктура од Калугерица до Клучка Бучим, да потенцијални инвеститори или мали бизниси, значи да ги максимално поддржиме и да се развива тој дел на општина Радовиш. Зошто? Еве ќе ви кажам, 3 години потенцијален инвеститор, руски инвеститор, бараше да инвестира во одредено населено место, мака мачи да дојде до фаза на инвестиција, реализација на инвестиција. Значи, покрај тоа, ќе спомнам уште еден огромен проект на државата, на централно ниво, интервентниот план за инвестиции 2021-2027 година од 8,2 милиарди евра, предвидена во владата, кој што програма значи е врзана со едноставно за решавање на паралелно со тоа ќе се решава и еколошкиот аспект, односно заштита на животната средина. Да, тоа е уште едниот дел областите во кои што зборуваме, да. Така, тоа сакам право да се надоврзам, бидејќи тој план предвидува изградба на огромен број на фотоцентрали низ целата држава. Во Радовиш некаде се планираат од 35 до 40 мегавати фотоволтаични централи и кое што ќе бидат еден инпут за инвеститорите, бидејќи јас сум заговарач на тој проект. Едно е еколошкиот аспект и заштита на животна средина, друго е бенефитот, значи кој што инвеститорите ги имаат ако инвестираш за 6 години, зборам со кредитна линија, за 6 до 7 години максимум ти се враќа инвестицијата. Меѓутоа, тоа зборам во бизнисот и имаше два јавни повици, бидејќи пиарски настапија ВМРО ДПМН морам да ги демантирам, значи и преку ИПАРТ, програмата, и преку јавни повици на државата, на приватно и државно земјиште, значи може да инвестираат заинтересирани инвеститори. Значи само треба се јават на јавните повици и тоа да го имплементираат, бидејќи секој што има идеи, секој што има минимум средства, меѓутоа има капацитет и има желба, тоа може да го реализира. Јас имам постојани контакти со такви инвеститори, бев надзор на една 400 киловолт ампери, киловолт пика на една централа, сега 1 мегават се во фаза на проектирање и 17 мегавати има заинтересирани инвеститори, а и други ми се јавуваат. Значи, сакам да кажам, тоа е еден огромен бенефит
тие развојни зони, тие индустријски зони покрај другите зони, значи што се за производство или било трговија или било што, и тоа ќе биде од мене максимално поддржано како иден градоначалник. Така да морам да го спомнам, ќе ми извините уште, ќе ми дозволите. Во однос на домаќинствата, исти вакви проекти за фотоволтаични, имаше повик ова година, 2021 година, и тоа сакам да го знаат граѓаните, вашите гледачи, бидејќи можат до 4 киловати да инсталираат собствен капацитет и фотоволтаични централи и за собствени потреби. Ако сакаат да ги приклучат на на мрежата, мора да има интервенција во законската регулатива за да им се овозможи да излезат на слободниот пазар на енергија. Тоа е тоа морам да го решиме многу брзо, така да тоа ќе биде добра, да кажеме, инвестиција. Во интерес на времето, еве накратко кои се вашите адути во делот на културата и спортот. Важеше добри, како јас не сум многу информирана за спортот, ама знам дека боречки клуб имавте така прилично јак. Така. Благодарам на прашањето. Едно семејство е добро, здраво семејство се базира на 3 столба. На спортот, на културата и на образованието. Образованието ќе биде максимално поддржано од страна на општината со изградба, реконструкција на сите училишта, на градинки, 2 нови градинки ќе се градат, планирано е, тоа го кажа и премиерот Заев на трибината на митингот во Радовиш, го потврди. Покрај тоа ран детски развој проектите ќе ги тоа имплементираме, се имплементираат, меѓутоа ќе се прошират. Покрај реконструкција на градинките и школите, сакам да кажам дека културниот живот мораме прво да го подигнеме на повисоко ниво, за тоа е предвиден и изградување мултифункционален комплекс културен центар, кој што со јавно-приватно партнерство и државна помош тоа ќе го изградиме. И поддршка секако на невладините организации во тој контекст кој ќе бидат сместени таму и младинските организации секако. Во делот на спортот, јас сум заговарач пред се на масовниот спорт. Горд сум радовишенец со боречкиот клуб, со Плачковица, со фудбалскиот клуб Плачковица, со кошакарскиот клуб кој што веќе се не постои, во кој бев и во управен одбор и така натаму. Гордост и со председателот, бившиот председател на боречки клуб Бучим Јака или Јака Бучим, како сакате, заговарам и музеј да направиме за боречкиот спорт, бидејќи тоа е гордост на Радовиш и треба да остане за идните генерации да знаат што има. Не само тоа, во разговори, незванични разговори со граѓаните, викам дали знаете за тој и тој репрезентативство во Југославија од Радовиш. Не знаат луѓето. Така да добро е пишениот збор во делот на културата, ќе се вратам, и спортот. Добро е што има вредни луѓе во Радовиш кои што пишуваат, оставаат записи, како хроничари или едноставно пишувачи на историските случувања кои што биле во Радовиш и им благодараме за тоа што го направија до сега. Така. Господин Чаракчиев, ние од прилика и го поминуваме времето предвидено за оваа емисија, за овој наш разговор на кој што, како што кажав на почетокот, беше замислено и предвидено како ТВ дуел. Кажете ми за крај, еве уште една можност да им се обратите на вашите гласачи кои што следната недела треба повторно да застанат зад гласачкиот параван, зашто токму да го заокружат вашиот број. Така. Благодарам на можноста да се обратам до граѓаните на општина Радовиш. Сметам дека мојот капацитет, мојата скромност, мојата посветеност во градот и општината Радовиш, мојот работен век помина таму, татко ми, моите родители, моите деца планирам таму да живеат, не планирам да одат надвор од државата
И обврска моја како родител пред се е да ги задржам, да успеам, да дадам еден импулс и да веруваат граѓаните дека јас планирам да останат моето семејство и нивните семејства, нивните деца, да им створиме подобри амбиентални услови за живот, подобро образование, подобра култура, подобар спорт, се со цел граѓаните едноставно да се чувствуваат достојни граѓани на општина Радовиш и на Република Македонија. Затоа, почитувани пријатели, почитувани роднини, комши, бројот 12 за вас значи и не само за мене, значи и за вас, значи светла иднина и напредок, пред се напредок на општина Радовиш, не да оставиме на ретроградните сили, да им оставиме нешто што е вредно на дел од нашиот живот, да го оставиме некој друг да управува со нас. Затоа сите здружено, заедно ги повикувам да што било во првиот круг да го заборавиме, заедно сплотени да ги решиме, ќе ги решаваме после проблемите, меѓутоа заедно да победиме пред се, да одиме заедно напред и Радовиш заслужува светла иднина. Граѓаните и децата наши заслужуваат да бидат вреднувани и да бидат почитувани и меѓу себе сите да се почитуваме заедно, бидејќи со животот без разлика на верска и национална и етничка припадност е пред се привилегија на општина Радовиш, меѓутоа е обврска тоа да го негуваме, да ги се почитуваме, независно од политичката промененција. Мислам дека во овој циклус граѓаните ќе го препознаат тоа, ќе бидат свесни пред да заокружат треба да го заокружат бројот 12, бидејќи тоа е едноставно шанса повеќе за подобар живот. Ви благодарам на можноста. Така. Вас, почитувани гледачи, благодарно за тоа што бевте со ТВ канал ВИС и го гледавте овој разговор со кандидатот за градоначалник на СДСМ, Колека Чаракчиев, кој што следната недела заедно со неговиот против кандидат, кој, како што кажав на почетокот, исто така беше поканет, но поради веќе однапред испланирана агенда не бил во можност да присуствува на разговорот, ќе си ги одмерат силите во вториот круг за градоначалничката функција во општина Радовиш. ТВ канал ВИС ќе продолжи со представување на оние кандидати за градоначалници кои што го трчаат вториот круг, кои што ќе одговорат позитивно на пораките од 5 општини каде што ќе има повторно гласање во вториот круг. Благодарам се уште еднаш за вниманието, пријатно.